17 февруари 2015 година, почитувани гледачи, ова е терминот за вести на КТВ телевизија. 3 милиони денари општина Кавадарци има предвидено во буџетот за годинава за крпење на ударните дупки. Градоначалникот Панов најавува замена на асфалтниот слој кој што е оштетен на улицата Страшо Пинџур во должина од 500 метри за следната година. Со стабилизирање на временските услови и покачување на температурата, локалната самоуправа Кавадарци ќе започне да санира ударни дупки. Годинава во буџетот се планирани 3 милиони денари кои ќе се искористат за оваа намена. Ќе се покријат ударни дупки со површина од 2100 метри квадратни на градските улици. Од општината денеска добивме информации дека тендерот не е распишан, а крпењето на дупките ќе биде во почетокот на пролетта. Најкритичен за возачите е потегот на улицата Страшо Пинџур на влезот во Ваташа кај зградите Силекс. Градоначалникот Александар Панов во емисијата ТВ Објектив на КТВ најави дека дупките на овој потек уште оваа година ќе се крпат, а веќе од следната најоштетениот дел ќе се замени со нов асфалтен слој на трошок на општината, иако оваа улица е дел од регионален пат и надлежност за одржување има Македонија пат. Јас долго време одложував да не трошиме буџетски средства, меѓутоа оваа година мислам дека ќе биде последна година во која што ќе го крпиме тој дел. И тоа е повеќе од на потегот од влезот кон Ваташа, односно пред зградите, па се до оној дел каде што е градинката во Слога. Планирам да изготвиме проект и во текот на наредната година комплетно да го смениме асфалтот на овој потек. Тоа е некаде околу 500 метра, можеби 500 до 600 метра, и да тоа биде на трошок на локалната самоуправа. Мислам дека другиот дел од патниот правец од овој пат, од овој регионален пат е во многу подобра кондиција. Тука можеби заради држење на вода, заради такви проблеми, мислам дека ние крпиме, а цело време ни се отвараат нови ударни дупки и гледаме дека крпењето не помага многу. И не оваа година, бидејќи оваа година имавме други приоритети и веќе ја донесовме програмата за комунална изградба, меѓутоа размислуваме и сигурен сум во тоа дека за 2016 овој потек ќе го ставиме и комплетно ќе ја смениме асфалтната површина од горниот дел од Страшо Пинџур. Со општински пари се интервенираше и во изминатите години на повеќе улици кои се главни сообраќајници во градот, иако се дел од регионални патни правци и не се под општинска надлежност, се со цел, како што велат од општината, да им се излезе во пресред на граѓаните и да не си ги оштетуваат возилата на ударни дупки. Општина Неготино денеска донираше минерална вода за потребите на жителите на село Војшанци кои се соочија со штети од поплавите. Општина Неготино и понатаму им помага на жителите кои беа погодени од поплавите кои изминатиот период ја зафатија Македонија. Покрај многобројните активности кои општината ги презема за санирање на штетите од поплавите кои го зафатија и селото Војшанци, општина Неготино им помага на жителите кои беа погодени од поплавите кои изминатиот период ја зафатија Македонија. Покрај многобројните активности кои општината ги презема за санирање на штетите од поплавите кои го зафатија и селото Војшанци, општина Неготино денеска донираше 100 пакети со минерална вода за потребите на жителите од селото. Дефинитивно Војшанци е селото кое што претрпе најголеми штети од поплавите кои што го зафатија овој регион во изминатиот период, што реперкуираше со уништување на речното корито на Војшанска река, потоа оштетување на водоводната и канализационата мрежа, оштетување на патниот правец кој што води од мостот до краварската фарма на Дуброво, а исто така немаше куќе кое што не беше поплавена и кај која немаше регистрирано помали или поголеми оштетувања. Меѓутоа, жителите на Војшанци во ниту еден момент не беа оставени самите на себе. Уште првиот ден кога се случија поплавите на терен беше градоначалникот на општина Неготино Ванџо Апостолов придружуван од стручни тимови и согледувајќи ги состојбите на терен, паралелно се презема оние активности кои што се сметаа како најнеопходни за санирање на првичните штети. Инаку да кажам дека и во наредните неколку денови и недели градоначалникот постојано беше присутен меѓу жителите на Војшанци, ги сослушуваше нивните проблеми и барања и во најголем дел им излегуваше во пресред. Така во изминатиот период, како резултат на ангажманот на локалната самоуправа, на јавното претпријатие Комуналец и на територијалната противпожарна единица, се разбира и на локалното население од селото, се изврши
санирање на речното корито и на патот кој што беше отсечен, односно неколку куќи беа отсечени поради оштетување на патот од коритото и нема пристап до своите домови. Цела оваа состојба сега е санирана и пристапот им е веќе овозможен. Исто така, беа санирани штетите на водоводната и канализационата мрежа во селото, санирани се сите оштетувања на улиците во Војшанци, а паралелно беше донирана помош за оние семејства чии куќи беа најпогодени од поплавите, за единствена цел да им се овозможат елементарни услови за живење. Исто така, стручни екипи ангажирани од општината изврши и чистење на столбовите на Војшанскиот мост од насобраниот смет кој што притискаше на столбовите и постоеше опасност од оштетување на истите. Значи, на некој начин со поддршка на локалната самоуправа и на местното население, состојбата колку толку е доведена во нормална состојба, а ова денеска е само еден мал повод да присуствуваме во Војшанци, бидејќи општината обезбеди околу 100 пакети со минерална вода, точно за сите семејства во селото Војшанци. Значи, во периодот од кога ќе е доставена водата, секој представник од семејство ќе дојде и ќе може да подигне по еден пакет. Тука се службите од општината кои ќе го регистрираат сето тоа за да нема забуни и секој семејство да добие еден пакет. Значи, ова е само уште еден мал хуман гест на градоначалникот Апостолов и на општина Неготино, за да им се помогне на луѓето од Војшанци кои што претрпеа штети од поплавите. Инаку поројните дождови кои зафатија делови од Македонија предизвикаа излевање на водата од речните корита, поплави во неколку населени места, прекини на патни правци, на снабдување со електрична енергија. Поплавени беа и земјоделски површини со житни и овошни култури, а направена беше и материјална штета. Со изградбата на патниот правец или брзиот пат Градско Прилеп ќе живне економијата во општина Росоман, но економски ќе се развива и село Сирково, смета градоначалникот на Росоман Стојан Челазов. Изградбата на брзиот пат Градско Прилеп влијаеше на планот за инфраструктурна изградба во општина Росоман. Се пролонгираа неколку приоритети како што е патот Манастирец Трстеник, но анализите покажаа дека функцијата на брзиот пат ќе ја заживее економијата на Росоман, особено ќе се развива стопански и село Сирково, смета градоначалникот Стојан Челазов. Брзиот пат рачунавме дека нема оваа година да се почне, дека ќе се почне дури 2016, но ете владата на Република Македонија, значи, смогна сили да аплицираше своји проекти, по моите сознанија ги доби и парите преку ИПА компонентата на Европската унија, да го гради овој патен правец, односно брзиот пат градска напатна станица за Прилеп, до Фариш, кај што ќе се спое. И тоа значи дека мораше да побрзаме со нашите проекти како би добиле исклучно приклучна точка на овој пат. Знаете дека со проектот таа приклучна точка беше на патот за Крушевица, но во разговори со премиерот, со владата, рекоа асфалтира го овој пат, ќе добиеш приклучна исклучна точка меѓу Сирково и Росоман. И така да ние како локална самоуправа цениме дека овој пат мора побрзо да се направи, затоа што и приклучно исклучна точка ќе биде и за Росоман, и за сите населени места, но и за Кавадарци, бидејќи ако некој тргне по овој пат, значи пак ќе може преку Сирково по еден прав пат со камион да се исклуче и да дојде во Росоман и преку Росоман пак да замине на другите правци, но исто така и оценуваме дека овој приклучок за Сирково ќе значи многу силен и економски и социјален фактор да се развива Сирково, така да и за Росоман и за Сирково приклучната точка кај Сирково многу повеќе одговара согласно на што како пат кој ќе го направиме во иднина ќе служи за нас, и заради таа една општа состојба сакаме да го направиме овој пат, бидејќи беше проектиран 2017 во програмата која што јас нудив, само ги разменивме места со патниот правец Манастирец Трстеник, кој што во 2017 па ќе го аплицираме, можеби порано ако најдеме други форми на
на финансирање на општината. Знаете дека во последните години ги користиме фондовите на Европската унија, ги користиме сите можни фондови, аплицираме и добиваме проекти кои што навистина го разобувуваат Росоман, односно цела општина. Јас кога зборувам за Росоман како општина зборувам, така да мислам дека во наредниот до крајот на мојот мандат ќе бидат сите овие патни правци кои што се обечени. Мора да кажам дека од програмата што тие два правци ме стана, другото сето скоро е готово, да не речем 90%. Ако ова година негде околу 20 милиони планираме пари да потрошиме за овој патен правец, наредната година ќе ни остане, значи, уште патниот правец Манастирец Трстник, така да само ќе има една година закаснување, но приликите кои што сега ни се створија за да се прави овој патен правец не натераа да ги изместиме, значи да изместиме динамиката на работа само, ништо друго. Значи да ги смениме патните правци и мислам дека разбирањето од луѓето од Трстник Манастирец ќе биде во таа насока, значи заради приклучок на овој патен правец кој што навистина исто така рачунаме дека ќе го приближи Сирково до побрзи комуникацијски токови, до побрз економски развој. Таму верувам дека од бизнисмените ќе има потреба и да отворат и ладилници, и земјоделието и во Сирково е развиено, така да тоа е една од причините. Ние, како што кажав, ова година веќе планираме над 20 милиони пари таму да вложиме во овој патен правец, кој што мора да кажам дека е над 40 милиони денари, значи проектираната вредност на самиот пат. Повеќе на оваа тема, водоснабдувањето и за соработката со општинскиот совет, градоначалникот на општина Росман Стојан Чалазов зборува во емисијата Инфороси оваа среда со почеток од 21 часот. Грипот зема замав во Кавадарци. За една недела нови 106 заболени, најмногу од почетокот на сезоната. Најголем број заболени од грип од почетокот на оваа сезона во последната недела се евидентирани во Центарот за јавно здравје во Кавадарци. 106 нови заболени пријавиле матичните лекари во седмата недела, со што вкупниот број на грипозни лица во Кавадарци сезонава се искачи на 287. Имаме најголем број заболени од почетокот на оваа сезона, но сепак не е ништо алармантно, бидејќи минатата година во овој период имавме 2455 болни од грип. Тоа значи дека споредено со годинава за истиот период, лани сме имале 8,5 пати повеќе грипозни, рече денеска доктор Ристе Јовановски, епидемиолог од Центарот за јавно здравје Кавадарци. Тој нагласи дека нестабилното време и честите промени на температурата одат во прилог на побрзото ширење на вирусот на грип и понатаму најмногу на удар се граѓаните на возраст од 15 до 64 години. Деновиве поради нестабилното време се наполнија и ординациите на матичните лекари. Вирози проследени со висока температура, болки по телото, грлото и кашлица се најчестите проблеми на кои се жалат граѓаните. Вирозите се причина и за отсуство на поголем број ученици од училиште и деца од градинка. Се зголемува бројот на болни од грип и во Велес. Последната недела евидентирани 70 нови заболени. Од Велес јавува нашиот колега Зоран Јаневски. Расте бројот на заболени со грип во Велес. Според евиденцијата на Центарот за јавно здравје, последните податоци покажуваат дека моментално во градот има регистрирано 70 случаи. Ова е зголемување за 30 пациенти во период од 2 недели. Сепак, епидемиолозите објаснуваат дека бројката најверојатно е многу поголема, оти дел од заболените се лекуваат сами. Инаку, кај матичните лекари е зголемен бројот на пациенти кои доаѓаат со симптоми карактеристични за вирусот. Сепак и покрај порастот, велат дека бројот на заболени не е алармантен. Зголемен е бројот на пациентите со респираторните заболувања. Има тенденција, има појава на грип. Не е толку многу зголемен бројот, меѓутоа се појавуваат пациенти со високи температури, со болки во грлото. Висока температура, омалаксаност, гадење. Ова се најчести симптоми на грипот. Поради нив, дел од регистрираните случаи побарале на неколку денови да користат и боледување. Доаѓаат, значи, пациенти со оглед на тоа што навистина болки по телото, по снагата, мускулите, коските, температури високи, навистина не можат, макар да тоа да се работи за ден-два, доаѓаат, има зголемен број на боледување, точно. Според лекарите, променливото време е главна причина за појава на грипот.
Како најдобра заштита од болеста се препорачува избегнување на затворени простории во кои престојуваат повеќе луѓе, пиење топли напитоци и внесување на здрава храна. Треба, значи, пациентите да обрнат внимание на соглед на ниските температури, да пијат топли напитоци, значи повеќе на витаминотерапија да бидат, да не избрзуваат со веднаш со земање на антибиотици, да се јават на лекар, ние ќе одредиме, значи, што треба да дадеме. Инаку, поради сериозно нарушување на здравствената состојба од вирусот на грипот, голем дел од заболените се пратени на болничко лекување. Според податоците од Велешката болница, на инфективното одделение моментално се лекуваат 30 пациенти. Во вестите бележиме реакција на парохискиот свештеник Борче Богевски, старешина на манастирот Свети Никола, да не се уништува јазот кој ја снабдува воденицата со вода во Моклиште. Во прекрасната природа, во сенките на јаворите, од десната страна на Ваташка река, позната и под името Мокла или Луда Мара, се наоѓа старата воденица во која во минатото, кога манастирот Свети Никола бил активен и во него живееле монаси, се мелело брашно и жито за исхрана на добитокот. Повеќе од 15 години воденицата не е активна. При кражба едниот воденичен камен е однесен, а другиот се наоѓа веднаш до објектот. Воденицата ја одржува и се грижи за управата на Моклишкиот манастир Свети Никола. Деновиве до редакцијата на телевизија КТВ реагираше парохискиот свештеник и старешина на манастирот Борче Богоевски на активностите на собственикот на викенд куќа РЗ покрај реката во непосредна близина на воденицата заради уништување на јазот кој ја снабдува воденицата со вода. Тој смета дека со уништувањето на јазот се оневозможува евентуално повторно активирање на манастирската воденица. Старата воденица, вели Богоевска, секогаш била атрактивно и пријатно место за излетниците и многу лесно може повторно да се оспособи и да се стави во функција. Во оваа насока управата веќе преговарала за купување на нови воденични камења од воденицата во Крњево која се уште е активна. На пресконференција денеска реагираше Сдруженијето Тиквешки роми кавадарци. Председателот Раим Сулейманов остро ја осудува одлуката на Министерството за труд и социјална политика да им се одземе правото на примање социјална помош на лицата кои годишно регистрирале трансфер на сметка во износ од над 50.000 денари. Почитувани граѓани на градот Кавадарци, меѓу Општинскиот центар за социјална работа Кавадарци, ние како Сдружение невладина организација Тиквешки роми направивме едно изготвување преку Центар социјални работи, каде што од 1.1.2015 година изготвиле 23 решенија кои се приматили на социјална помош на роми и нероми. Но за жал, бројката ќе нарасне и овие семејства ќе немаат право една година да земаат социјална помош. Причина е тоа што го надминале лимитот над 50.000 денара годишно. Тоа значи дека оние ромски семејства кои добивале трансфер на пари од странство и слично, Министерството за труд и социјална политика донесила таков правилник на истите семејства да не им се дава социјална парична помош во рок од една година, а под услов да ги вратат парите. Се прашуваме, дали владата, дали Министерството за труд и социјална политика преку ноќ го изготвиле овој правилник, кој воопшто не е транспарентен, и го молам овој член 4 став 1 и од точката 6 да се поништи, или пак, ако е можно, лимитот на трансферот на пари да изнесува до 100.000 денара, а над 100.000 денара да се преземаат соодветни мерки. Напоменуваме дека бројката до крајот на февруар ќе порасне сигурно над 100 или 150 ромски и неромски семејства кои се приматели на социјална помош. Само во Кавадарци, а да не зборуваме и во Република Македонија. Значи, тука ги бараме сите наши релевантни фактори, министерства, да преземат соодветни мерки за некој удар кој што стварно имаме ние како невладина организација, доаѓаат доста роми и се жалат
во врска со овие решенија и барат начин како да се справат, бидејќи тие ќе бидат една година без социјална помош. И под услов, како што реков, дека истите треба да ги вратат тие пари. Значи, ги молам сите релевантни фактори и министерства да го слушнат нашиот глас, доколку може да се реши овој проблем. Ученици од Словенско партнер училиште се гости на Средното општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров Кавадарци. Тука ќе бидат до 28 февруари, а предстојот ќе го искористат за усовршување на своето знаење и размена на искуства. 10 ученици од партнер Словенското училиште на Средното општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров Кавадарци до 28 февруари ќе престојуваат во Кавадарци. Пред 3 дена учениците пристигнаа заедно со својот ментор, а до утре теренска настава по принципот на македонското стручно образование следат во Михајлово, каде Ѓорче Петров го има својот шумски испитен терен заедно со домот во кој престојуваат. Наши средношколци од шумарската насока заедно со своите пријатели од Словенија, кои го одбрале истото образование, деновиве ги совладуваат шумарските вештини во густиот појас на Михајлово. Техники на совладување на стеблото, маркирање, селекција на стеблата и ред други компоненти, македонските и словенските ученици учат заедно и разменуваат искуства. Тука сме да го пренесеме она што ние го знаеме и да ги надоградиме знаењата на учениците од Словенија, велат професорите по стручните предмети кои во рамки со наставата во Средното општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров деновиве се на теренска настава во Михајлово. Од нив дознаваме дека таму обуката на гостите завршува утре, а потоа истите на обука ќе бидат неколку дена во училиштето. Во пиланата на шумарското училиште ќе имаат неколку часа обука, а на лозовите плантажи во местноста Смилица учениците кои се од земјоделската насока ќе следат и македонската техника на кроење. Овај заеднички проект започна да се работи уште пред неколку години. Минатата во Словенија престојува ученици од Средното општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров Кавадарци, а сега и словенците се гости на Кавадарци. Покрај усовршувањето на стручноста, учениците од двете училишта учат и за културата и традицијата на двата народи. Невладината организација Вешта жена во Кавадарци одбележува јубилеј 20 години од одржувањето на првата манифестација во градот во 1995 година. Огранокот на невладината мултиетничка и мултикултурна манифестација Вешта жена во Кавадарци во неделата на 15 февруари во хотелот Унипалас 2 го одбележа својот голем јубилеј 20 години од одржувањето на првата манифестација на Вешта жена во 1995 година, тогаш во организација на Организацијата на жените на градот Кавадарци со председателката Јоана Коцева. Ова јубилејно издание може да се каже дека повторно го врати сјајот на оваа популарна организација меѓу жените во Кавадарци, вели Милица Гочевска, член на жири комисијата во надпреварувачкиот дел на манифестацијата. Според Гочевска, во надпреварувачкиот дел зеле учество 5 жени, од кои годинава за прв пат една жена од Росман. Жените, како и досега, се надпреваруваа во 7 дисциплини, и тоа аранжирање на салвета, аранжирање на главно јадење, десерт, вкус на главно јадење, сервирање на маса за 4 лица и општ печаток. Првата награда ја добива Лилјана Чавлевска, која се здоби со правото да го представува градот Кавадарци на надпреварот во Тетово, каде жените на самото место ја подготвуваат трпезата. Инаку мотото на манифестацијата е обединување на семејството на трпеза, односно трпезата го собира семејството на едно место. Поштенска марка со предмети од Музеј галерија Кавадарци објавена во Сан Хозе, Калифорнија. Етнолошки предмети изложени во Музеј галеријата во Кавадарци се најдоа на поштенска марка во градот Сан Хозе, Калифорнија. Ова вест ни ја соопшти Петре Камчевски, директор на Музеј галеријата во Кавадарци, на чија адреса пристигнува писмо токму со марка на која се гледаат етнолошки предмети на софра изложени во Музеот за традиционална тиквешка храна и вкусови во Кавадарци. Всушност Мирјана Петрова Хаџич од Неготино, роднина на Петре Камчевски,
Македонски минатата година била на гости во Кавадарци. Бидејќи подолго време не била дојдена во Македонија, таа се интересирала за многу работи и покрај другото ги посетила со своето семејство музеј-галеријата и музејот на традиционална тиквешка храна и вкусови и побарала да направи повеќе фотографии за да може да ги сподели со нашите иселеници и пријатели во Сан Хозе. Кога Мирјана се вратила во Америка, сите фотографии ги објавила на својот Facebook профил. Фотографиите го заинтересирала еден нејзин пријател кој работи во поштата во Сан Хозе и побарал дозвола дел од фотографиите да бидат публикувани и објавени, а една од нив е отпечатена на поштенска марка. Така оваа поштенска марка на божична честитка доаѓа до Кавадарци. Инаку во милионскиот Сан Хозе, кој е трет град по бројот на жители во Калифорнија, живеат многу наши селеници од Македонија и за нив оваа поштенска марка представува навистина нешто значајно од родната Македонија. По повод празникот Свети Трифун, локалната библиотека Страшо Пинџер од Неготино реализираше надпревар во креативно пишување на кој учествуваа ученици од двете основни училишта во Неготино. По повод одбележувањето на празникот на винарите и лозарите Свети Трифун, локалната библиотека Страшо Пинџер од Неготино во петокот организираше и реализираше надпревар по креативно пишување. На надпреварот учествуваа вкупно 56 ученици од двете основни училишта во општина Неготино. Пред почетокот на надпреварот на учесниците им беа дадени 4 поеми кои требаше да ги инспирираат да напишат есеј или барем поеднаш да ги споменат поимите во текстовите. Насловот или темата учениците имаа можност сами да ја изберат во рамки на зададените поими. Надпреварот односно времетраењето за пишување на текстовите траеше 1 час, а надпреварувачите беа поделени во 2 групи и дадоа се од себе да го истакнат својот талент. Инаку овој надпревар беше наменет за ученици од 5 до 9 одделение, а на истиот може да се пријава сите заинтересирани ученици од двете основни училишта во општина Неготино. Надпреварот во креативно пишување се одржа во просториите на туристичко-информативниот центар Желкова куќа во Неготино, а евалуацијата на текстовите, која се уште е во тек, ја врши стручна комисија. По конечните резултати, прогласените победници, односно најдобрите ученици, ќе добијат и пригодни награди. На крајот од вестите прогноза за времето. Утре ќе биде сончево со умерен северен ветер, максималната дневна температура ќе достигне до 6 степен. Со времето го завршуваме ова издание на вестите. Ви благодарам за вниманието, секое добро со нашата програма.